Освен што еден од најважните симптоми кај човекот, добрата страна или добрата вест во однос на болката е фактот дека доколку таа се појави, најсигурно ги потенцира фактите пациентот или човекот да се јави на лекар. Ја споменувам болката денеска во Фактор здравје, бидејќи во зависност од човекот, интензитетот и потеклото на болеста и болката, секој човек има различен степен на толеранција. Добро дојдовте и денес во Фактор здравје, а во контекст на темата ќе ви откриам дека денеска ќе зборуваме на тема болки во зглобовите и колената. Еве го представувањето на гостинката. На тема денеска во Фактор здравје, болки во зглобовите и мускулите, ќе разговараме со уште едно референтно лице, наш чест и задоволство пред се да ви го представам како пријател и како факт од една страна денешната гостинка, која што покрај тоа што стручно секогаш можете да најдете во аптеките ДНА Анифарм во Скопје, значајно е да се нагласи дека постојано информациите и она што е ново го презентира во емисијата Фактор здравје. На мое, но и ваше задоволство, денеска повторно ви ја представувам магистар фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје. Добар ден и добро дојдовте. Како сте? Еве, одлично, како и секогаш, одлично се чувствувам кога сум ваша гостинка и задоволството и мое кога знаеме дека имаме гледаност на оваа емисија и сепак делуваме на едукација на нашето население во однос на тоа како да превенира и како да реагира при одредени здравствени проблеми. Да, несомнено денеска и темата е во тој контекст, зборувајќи за болката во зглобовите и мускулите, значајно е да се напомене дека тоа може да биде како примарно, како ентитет да се појави, но и последица на некое друго заболување или друга хронична состојба. Благодарам за овој воведен дел, а она што е значено за аптеките ДНА Анифарм да го нагласам дека онаа која што се наоѓа во Капитол трговскиот центар во Скопје е дел од синџирот или ланецот аптеки Бети. Г132 плюс Натурал е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. Г Натурал ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакне имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. Г Натурал ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Доколку и денеска сакате да поставите прашање и да бидете дел од Фактор здравје, повелете на 6091-925 и 6091-924. Зборуваме на тема болки во зглобовите и мускулите со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје. Кажав на почетокот дека, а и вие потврдивте, болката како симптом е многу значаен, бидејќи најчесто ги тера луѓето во целина, не мора нели да се пациенти да побараат помош, не само од лекарите, вашите колеги, туку и од вас, магистрите по фармација. Што е она што првенствено треба да се знае кога зборуваме за болките во зглобовите? Алудираме сигурно на коленото и колкот како најоптоварени. Так.
Болката како болка е сигнал кој што едноставно пациентите ги тера да ја побарат првата помош. Најчесто сите ние кога имаме дадена болка гледаме со одредени природни препарати да ја намалиме, меѓутоа имаме одредени ситуации каде што такви препарати не помагаат, па мора сепак пациентите посериозно да ја сватат болката, поготово на болка која што трае малку подолг период и која што е малку поинтензивна. Кога имаат ваков проблем, најчесто пациентите се обраќаат и до фармацевтите за да дадат соодветна препорака. Нашата ингеренција е секогаш да дадем одреден препарат кој што ќе ублажи болката, меѓутоа секогаш да напоминеме дека со самиот препарат ја делуваме, односно ја го третираме само симптомот, меѓутоа не и причината. За правилно третирање на било која болка, без разлика дали е болка во зглобовите, мускулите, мора да се најде која е причината од каде што потекнува. И во основа сите оние препарати кои што и ги даваме како симптоматски препарати се да ја ублажат болката, се додека не се одреди правата причина од каде потекнува таа. Заради тоа, постојат одреден број на препарати кои што ги препорачуваме како локални препарати. Пациентите ги мачкат во облик на гелови и креми локално на местото каде што се јавува болката, доколку таа е мускулна или зглобна болка, а постојат и одредени нестероидни антиинфламаторни лекови кои што се како прва избор и препорака од страна на фармацевтите, затоа што не само што делуваат аналгетски, значи ја намалуваат болката, туку делуваат и антивоспалително, односно го намалуваат и воспалителниот процес, кој што најчесто е пропратен кај сите овие болки кај пациентите. Имаме болки кои што се јавуваат и при одредена акутна повреда, например пациентите или сите нас некојаш ни се случило да паднеме и мислиме дека таа е некоја мала повреда, која што домашно или благодарение на одредени препарати или препораки ги лекуваме со облози, одредени локални производи, препарати, креми. Меѓутоа, секогаш алармирам дека и многу често и ваква безазлена повреда знае да е од некој тип на скршеница, која што ако не се третира соодветно и брзо, понатаму последиците за незино третирање се многу поголеми. Имавме ситуација кај пациентка која што не ми се случило еднаш да падна, меѓутоа овој пат толку беше мала ударот, а сепак се јави скршеница. Ја се извинувам, но имаме гледач да го слушнеме, ќе се вратиме на овој аспект од разговорот. Добар ден. Добар ден. Господјо, во програма сте, ве слушаме. Се јавам во врска со за зглобовите и мускулите. Добро. Да прашам докторката? Да, поставете го вашето прашање. Имам проблем со колената. Левото колено ми е оштетено, дојдено е коска на коска, немам раскавица. Така. Исто така и десното колено ме боли. Сум пробала секако онакво лекарство што ми дава докторите и го снимав и се. Сега пак имам болки, не можам дури ни да се движам, се нервирам за тоа зашто вака што и како нешто да пробам. Так. Да пијам нешто, да се мачкам или за да помине колку за да можам да се движам. Так. Дали во доволно? Доволно. Благодарам за вашиот интерес и пред да одговорите само би напоменал дека токму и гледачката ова што го праша се поврзува со намалување на нивото на квалитет на живот, отежнување на секојдневното работење и отсуство од работа доколку е работоспособен тој пациент или таа личност. Едноставно болката го ограничува човекот во однос на своите секојдневни обврски, заради тоа мора благовремено да се третира. Повторно ќе апелирам да не се третира само симптомот, затоа што пациентката самата кажа со текот на годините раскавицата, која што е дел од зглобот, се троши и брзината со која што тој се оштетува многу зависи и од професионалниот ангажмани на самите пациенти. Има пациенти кои што имаат понапорна физичка работа, кои што почесто се движат, кои што носат одреден товар, имаат дополнителен проблем и со килограмите, кои што дополнително го оптеретува мускулно-скелетниот систем. Па кај овие пациенти оштетувањето на раскавичното ткиво е многу побрзо за разлика од оние кои што немаат таков тип на физичка работа или одреден физички напор. Кај овие пациенти ќе мора сепак да ги следат препораките на ортопедите, зависно од оштетувањето. Најчесто ортопедите освен тоа што препорачуваат вакви препарати кои што ќе намалат болката, симптомот, препорачуваат и одредени хиалуронски инекции кои што се вбризгуваат во самото колено и колку толку до некаде ја
облажуваат болката, затоа што на тој начин директно успеваат да направат на некој начин облога или хиалуронски слој кој што ќе го намали отпорот кој што се јавува при триењето на коската. Да нема допир коска со коска, да нема допир и да го намали самиот воспалителен процес. Меѓутоа не е трајно решение. Самите хиалуронски ампули од прилика 6 до година дена траат, така да во одредени ситуации каде што е неопходно мора да се решат и на одреден оперативен процес. Ова се однесува сигурно или конкретно за госпоѓата? За госпоѓата, заради тоа препораката моја е да се види до каде оштетувањето, доколку сепак консултација со ортопед што препорачуваат, бидејќи од наш аспект, значи како фармацевти, имаме препарати кои што содржат хиалурон, глукозамин, колаген, тоа се сепак супстанции кои што го ревитализираат и обновуваат рскавицата, меѓутоа кога е таа оштетена до повисоко ниво, оваа превентивна терапија на некој начин нема да има толку големи ефекти, па заради тоа сепак мора да се следат препораките на ортопедите. И уште едно јавување имаме во продолжение. Добар ден. Добар ден, гледач од Охрид. Благодарам што сте со нас, ве слушаме. Да видам што може покажа. Сум на возраст 75 години, пешачам дневно од 6 до 10 километри, некојаш и повеќе, и немам проблеми во тоа пешачење. Меѓутоа проблем има кога се качувам по скалите, живеам на 4-ти спрат, така да до 2-ти спрат и така. После тоа, значи во горниот дел, кај горниот зглоб до карлицата, се јавува страшни болки. Има ли некакво чаре за тоа? Дали ова доволно? Да. Благодарам и секое добро ви посакувам. Кај вакви пациенти постари, јас сепак би препорачала да се направи една дезинтометрија, односно да се одреди каква е структурата на коските, зашто со текот на годините се јавуваат и одредени остеопоротични промени и на тој начин истовремено се губи раскавичното ткиво, односно што штетуваат и самите зглобни места. Заради тоа ке пациентите попорозни, покршливи и потежното е движењето, особено на успони, бидејќи пациентот, колку што сватив јас, нема проблеми кога се движи нарамно, меѓутоа проблемот се јавува кога искачува одредена висина. Сепак заморот кај ваквите пациенти мора да биде на ограничено ниво, затоа што и физичката активност со текот на годините нормално се намалува, а со тоа и функционалноста на сите ткива и органи. Така да она што они можеле да го прават или го правеле на своји 40 години, со помал интензитет мора да го прават на 75 и доколку веќе има вакви проблеми, сепак стручна помош да се побара од ортопедите, заради тоа што повторно е проблем со зглобните места или конкретно структурата на коските. И овде само ќе искористам мала дигресија, дали кремите или она што го препорачувате може да помогне или локално како терапија или поддршка и кај господјата и кај господинот? Да, локално како терапија може да помогне затоа што на некој начин ќе ја убlaži болката, меѓутоа повторно ќе напоменам дека со тоа само го третираме симптомот, правиме некаква симптоматска терапија која што секако е неопходна во такви моменти, меѓутоа секогаш велиме дека мора да се бара причината и токму таа да се третира. И уште едно јавување имаме веднаш на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Господјо, ве слушаме и вас. Добро дојдени сте. Поздрав до емисијата и до докторката. Поздрав и до вас. Јас имам 71 година. Преку ден нозите не ме болат. Така. Ме болат навечер, кој ќе си легнам навечер, не можам да заспијам. И сум пробала ги масирам со едно со друго, така колку да ми се облажат болките и да заспијам. Од колената надоле. Од колената надоле. Болат многу, така. издржливи болки. А преку ден... Дали имате отоци, господја? Отоци дали се јавуваат? Немам отоци, немам голема тежина. Мислам да сум толку тежина да имам, немам, 65 кила имам. Така. Испитување на циркулација дали е направена некаков доплер на вени, на крвни садови? Па не сум била, за тромбоза сум била, ми викаат дека се урети, и што имам неколку вени пуштени, викаат се урети, немаш потреба за лекарства, не ми дале досега, а навечер ме болат многу. Многу болат. И ми се воспалени тоа коските од кичма надоле од страна, ми се чини дека секогаш имам тука греачи. Дење ноќе, кај мене спеше нозите вручи.
Ви благодарам за вашиот интерес и прашањето и ова ќе го искористам како дополнување дали одреден период од денот има значење во однос на болката кога е поинтензивна, односно не толку изразена, еве господјата рече навечер е изразена. Така, многу често кога ќе се организмот е во мирување, кога ќе настане она мускулна релаксација, тогаш кај повеќето пациенти болката е поголема. И заради тоа е отежнато и спиењето кај пациентите што имаат болка. Препораките секогаш одат кон тоа да одредени антиинфламаторни лекови или нестероидни антиреуматици се земаат после јадење, и доколку болките се поинтензивни во вечерните часови, неопходно е да се земе одреден ваков препарат. Препорачливо е да тоа се направи после вечерата за да се олеснат вечерните болки, бидејќи тогаш интензитетот кај пациентите е најизразен. Кај пациентите кои што имаат проблеми со зглобовите, исто тешко и утрото додека настане раздвижување кај овие пациенти, затоа што станува збор дека со годините, освен оштетувањето што се јавуваат на зглобовите, мускулите, тетивите, едноставно недостатокот на колаген и еластичност на мускулно-скелетниот систем прави отежнување во раздвижувањето кај пациентите, па така и утринските часови додека се раздвижи пациентот се исто така доста проблематични. Конкретно за господјата имате ли некој совет или препорака? Конкретно за господјата, бидејќи болките се во долниот дел на екстремитетите, и е исклучено одредено оштетување на крвните садови, циркулацијата не е во прашање кој оваа пациентка, сепак јас би насочила дека многу често се пожали на болки во коските, да се направи дополнителни испитување, да се отстрани остеопорозата како една од причините и секогаш препорачливо ке пациентите веќе после 50-та година зимските периоди да практикуваат земање на витамин А и Д во доволни количини, затоа што барем до некаде ќе ја превенира остеопорозата и на тој начин ќе ги намали болките што ќе се јават во подоцнежните години. Благодарам и за овој одговор. Уште две јавувања имаме во следниот блок. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господи, одлично ве слушаме. Се јавуваме од Штип. Ако може едно прашање до докторката? Да, поставете го. Имам 40 години и имам дискус хернија на вратот Т5 и Т6. Ужасни болки во вратот, нон-стоп веќе цела година. Докторите ми предлагат операција. Дали постои некое друго решение, некои масти, гелови, било кој друг начин на лечење освен операција? Благодарам за вашиот интерес и следното јавување дали е на линија. Добар ден. Добар ден. Господјо, и вие сте добродојдени. Благодарам, поздрав и до вас. Да. Поставете го прашањето. Од Скопје се јавам. Во ред. Ме интересира, поздрав до докторката. И до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Сум со вештачки колк. Како не можам да се осамоставам, имам ли страв, немам стабилност воопшто да се ослободам од дубалката. И ме интересира што треба да правам да ме упати докторката. Благодарам и за вашиот интерес. Да ја прашам докторката. Да не е на доктор Божиновски керка? Не. Не. Благодарам за овој одговор во однос на вашата приватност. Ке направиме пауза за рекламите. По тој блок ќе се вратиме со вториот дел од Фактор здравје и деталите кои што ќе следуваат во продолжение. Засилен имунитет за здраво детство. G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена
со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. ДНА Анифарм, групација 5, трговски центар Капитол. Нашите знања и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди, консултации и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со екзајмер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane. Predstavljam vam liposukcijsku ishranu, jedinstvenu dijetoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Антибиотиците не делуваат само на штетните бактерии. Тие влијаат и на цревната бактериска рамнотежа. Линекс Форте помага во одржување на цревната рамнотежа од првиот ден при земање на антибиотик. Само една капсула на ден. Линекс Форте. Рамнотежата започнува однатре. Уште еднаш ве подсетувам дека денеска во Фактор здравје зборуваме на тема болки во зглобовите и мускулите со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје. Повелете и натаму добродојдени сте сите вие со вашите јавувања и прашања на 6091-925 и 6091-924. Да одговориме на господите во однос на спондилозата и втората што се јави со вештачкиот код. Во однос на спондилозата, пациентката имаше прашање дали може да се реши проблемот со некои препарати за локална примена или таблетки, а да нема оперативен зафат. Кога веќе ортопедите или хирурзите препорачале дека тоа е единственото решение, сепак пак ќе напоменеме дека сите оние препарати кои што се земаат на некој начин само го намалуваат воспалителниот процес и го третираат симптомот болка. Затоа имаме можности, пациентите многу често си ги знаат диагнозите и многу порано пред да се влоши и да стане многу тешка здравствената состојба. Спондилозата како спондилоза е состојба која што симптомите постепено ги пројавува, првенствено со зуење во ушите, некои пациенти се жалат на вртоглавица, потоа одредена укученост во делот на вратот, кај некои дури се јавуваат и поинтензивни главоболки. И кога навреме овие симптоми би се истретирале со тоа што има соодветна физикална терапија и мора секогаш да препорачуваат и самите ортопеди после одредени хируршки интервенции препорачуваат посета на физијатри со цел побрзо поравување од самата хируршка интервенција и при тоа одржување на сепак местото кое што треба континуирано да се прават соодветни вежби и третмани за да не се влошува здравствената состојба.
2 пати во текот на годината ке пациентите кои што имаат спондилотични и шијалгични болки треба да посетуваат физијатри или физиотерапевти, меѓутоа и вежбите кои што ќе ги препорачаат за домашна употреба, самите пациенти да ги практикуваат. Преку тие вежби воведуваат еден прав здравствено-хигиенски режим кој што ќе ја стопира болеста да напредува и при тоа ќе постигне одредени резултати во намалување на болките и симптомите што се чувствуваат од самото заболување. Ке пациентката кога веќе ортопедите препорачуваат и хирурзите интервенција хируршка дека единствениот спас, претпоставувам дека предходно сите предходни начини за третирање се испробани и тоа е последната опција, не имало решение, така да сепак ќе го оставам тоа соодветни стручни лица да си го кажат своето мислење. И кратко за господјата, за пациентката која што имала вештачки колки, потешко е проодувањето. Повторно, кај пациентите кои што се постари, нормално дека оправувањето од самите хируршки интервенции и рехабилитацијата трае малку побавно. Заради тоа е многу битно правиот период кој ќе заврши хируршката интервенција да се упатат на соодветна физикална терапија, која што е оправдана и дозволена кај пациентите. Кој овие пациенти имаме проблем што најчесто имаат и одредени други хронични заболувања. Повеќето од нив страдат од кардиоваскуларни заболувања по употребата на топлите бањи е малку ограничено, меѓутоа брзото оправување е најдобро кога се користат базинските услуги, значи каде што пливањето или користењето на водната физиотерапија и како помага кај овие пациенти за брзо оправување. Така да сепак насоките мора да ги следат од физијатрите кои што верувам дека најмногу ќе им помогнат на овие пациенти побрзо значи да станат и да си го продолжат својот живот. И квалитет во целина, сигурно на живот. Уште 2 јавувања имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Поставете го, господјо, и вие вашето прашање. Јас ли сум во програма? Да, господјо, вие сте. Вака, имате многу прашања, ама кратко ви е времето, затоа што сите страдаме од овие проблеми. А јас моите прашања се уште не сум ги поставил. Јас, молим? Се шегувам, да. И јас имам прашања до докторката, до гостинката, да, до фармацевтот, се извинувам. Затоа не можете да кремнете глава, сите и младо и старо, се со болки, со глобови, рамења, вратови. Вака сега. Прво ќе почнем од внуката. Она е 24-5 години и се жали веќе 1-2 години на левата плешка и тука има над лактицата на левата рака најмногу овој мускул ја боли. Јас и советувам колаген да пие, меѓутоа таа како бабата, ја не сум нити фармацевт, нити лекар, нека учителка во пензија и малку ми е скептичен, не ми верува. Тоа за неја, дали колагено треба да го употребува. Мажот ми имаше проблем во кичмата и матичниот лекар му препиша Стабифлекс, од кој има глукозамин 750 и хондротоин 600. Така. Колку време да го пие тој? Така. Тоа се 20 шумливи таблети, сега 20 седе само, затоа што сите целата кутија е преку 1400 денари. Добро. И за мене нема да прашам, затоа што јас си знам мојата болка е оттамна, јас си најгем решение. Меѓутоа најмногу мене ме загрижува, пак јас сум возрастен 72 години, тешка сум, исто знам дека килажата ми е тоа. Меѓутоа се појави во последно време дека абдоминалната аорта ми е со калцификати и дека одев на не Доплер, него на другото снимање што е преку компјутер, се покажа дека во левиот пут горе ми е 60% запушена аортата, на другите места кај 50, кај 30 и многу имам проблеми со прстите, ми трпнат стапалата, ме болат и не знам што ја би, освен ракиичка, например, за да подобрам циркулацијата, што ќе ми препорача. И некоја пита сигурно, кавадаречка. Да. Поздрав. Ви благодарам многу што не разубавивте емисијата. Имам уште едно јавување или да ги одговорите сакате? Да, нема проблем. Да го слушнеме и следното. Ало, добар ден. Ало. Добар ден, господине, ве слушаме. Се слушаме? Да. Вака, јас сум на возраст од 76 години. Добро. Дискус хернија имам диагноза пред 40 година, пред 30 години.
Добро. Со тоа си терам. Немам проблеми, не сум бил на лекар сигурно, нити па нешто сум употребил тие мазови, едно 15 години, може и повеќе. Сега најново, овоа зимо, во моментот сега, значи, пред месец дена, уште не сум бил на лекар, пред месец дена, ме заболе десното рамо. Од тука се префрли и на левото, и левото и десно ме боли. Робетот ме боли измеѓу плеките, као да имам у секој прслен изва. Така ми боли и неподносливи. Најизразито е ноќе. Добро. Ке добиете и вие одговори с тогат. Не можам да спијам. Благодарам за вашиот интерес, господине, и останете во одлично здравје и расположение. Да одговориме на учителката прво. Прво на учителката одговориме. Имаше прашање за нејзината внука, дали треба да користи колаген или не. Ја повторно би рекла дека мора да се точно види од каде потекнува таа болка. Колагенот како додаток во исхрана не може да штети, затоа што тој како аминокиселина е битен не само за коските, зглобовите, мускулите, тетивите, туку големо влијание има врз еластичноста и на крвните садови, добра е за кожата, ноктите, косата, така да штета во однос на колагенот како додаток во исхрана во превентивни сврхи нема да има штета. Меѓутоа не е одмен да се види од каде потекнува таа болка, затоа што и спондилозата може, зависно на кој дел од пршлените во ребетниот столб се јавува, да прави ограниченост во движењето на горните екстремитети. Второто прашање за сопругот беше дали стабифлексот треба подолг период да го пие. Сепак тој е природен препарат кој што содржи хондроитин, глукозамин и барем 3 месеци треба да имаме континуирана терапија за да се постигне некаков сепак подобар ефект од препаратот. Знам дека се скапи препарати, колагенот и стабифлексот имаат малку повисока цена, меѓутоа оправдано е заради тоа што третираат, верувајте, имаат големи ефекти, поготово кај пациентите кои што одат паралелно на физикална терапија и го користат стабифлексот, многу побрзо го гледаат ефектот од овие додатоци, заради тоа што самата физикална терапија многу подпомага во правилното искористување на додатоците во исхрана кои што се земат паралелно со физикалната терапија. Во однос на нејзиното прашање беше сосема надвор од оваа тема, дека има калцификати, запушување на крвните садови, на абдоминалната аорта. Да, на абдоминалната аорта. Дали една чаша или 2 ракија да пие? Така, во секој случај пациентката треба малку посериозно да го свати овој проблем, бидејќи кога имаме проблем со циркулацијата, имаме проблем со снабдувањето на сите органи, ткива со кислород и храна. Со тоа ќе постигнат и одредени оштетување на други ткива и органи. Веќе пациентката се жали на трнење на прстите, на нозете, на стапалата, затоа што веќе тоа е еден вид на невропатија, која што може да потекнува и од неправилна циркулација, меѓутоа се јавува многу често и кај пациентите кои што имаат и високо ниво на шеќер. И веќе станува збор за можеби појава на одреден тип на метаболна болест која што се надоврзува паралелно кај пациенти кои што имаат и висока, нели поголема килажа, телесна тежина и кај кои што имаме проблеми и со маснотите во крвта и со вакви атеросклеротични промени. И уште 2 јавувања имаме, но кратко на господинот. Да, на господинот, да, дека сепак ишиалгијата е состојба која што треба редовно да се третира, рековме, освен правилниот режим, не преголемо оптерување со физичка работа или некоја поголема напорна активност, бидејќи самото тоа може да доведе до повторно активирање и воспалителни процеси кои што ќе ги отежнат пред се движењето на долните екстремитети. Меѓутоа пациентот се жали дека го боли плешката, така да можеби овие дегенеративни промени се настанат и во друг дел на ребетниот столб и добро би било сепак повторно одредена снимка, барем за почеток рентгенска снимка која што понатаму ќе даде соодветни насоки каде треба да се обрати пациентот и со каква терапија понатаму да продолжи. Благодарам и за овие одговори, а добре дојде посакувам до следното јавување. Добар ден. Ало, дали сте се уште на линија? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Од Валандово се јавуваме. Благодарам што сте со нас. Поздрав многу до вазе. Благодарам, поздрав и до вас. Јас имах една тешка сообраќајка тука ударна од кола. Добро. Имах тешка сообраќајка на кола. Добро, ве слушнавме. И ме правеше операција во Скопје во 8 септември. Имам вештачки колк и под бланката на прстите сум со метални шипки.
Так. Добро. Сега вештачкиот колк бех на контрола, ми кажаа дека е добар вештачкиот колк, ама испод колко ми е издувано, целата съм издувана на левата страна и на раката, на левата рака, дека ми са штраковите тука, шипите, и тука ми се сгручуваа некои грудки и не можам се да ги до бланката. Па да ми кажете нешто за отокот испод вештачкиот колк на левата страна. Така. И на левата рака, тука што ми се сгручува тоа, што да направам да ми помогне докторката, ако може и да. Благодарам и ви посакувам добра рехабилитација и заздравување и дали последното јавување го имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме и вас во програмата. Јас сум битолчанец по потекло. Добро. Од Битола се јавувам, гледач, сакам да прашам фармацевтката шо лекарства да земам за циркулација на крвта. 5 мозочни удари имам преживеано и сега носите ми се слаби. Не можам да ги движам дури. Така. Ви благодарам, терапија, господине. само да прашаме, терапија, дали земате за... Терапија земам една рака полна апој. Од смарт, од симетри, од аспирини, тоа терапија земам 100 евра месечно за терапија, да. Добро. Благодарам, господине, и ви посакувам добро здравје и чувајте го пред се превентивно вашето здравје. Вака, прво одговор за првата пациентка која што напомена дека има проблем со оток. Значи, отокот сам по себе може да се третира со подвештачкиот колк и колку што сватив кај надлактицата. Може да се стават одредени ладни облози, кои што може да бидат од ацид и бурици или постојат посебни гел облози, кои што ладното на некој начин овозможува намалување на отокот и дополнително постојат гелови и креми кои што содржат во себе хепарин или некои други додатоци од типот на ментол и евкалиптус, кои што благо разладуваат и преку ефектот на ладење повторно го намалуваат отокот, а хепатромбинот, односно хепаринот, поточно ја подобрува циркулацијата и делува исто така кај вакви пациенти кои што имаат проблем со оток. Така да од моја страна препораката е сепак ладни облози во комбинација со одредени креми кои што разладуваат и на тој начин ќе го ја подпомогнат локалната циркулација. И за господинот со 5 преживеани мозочни удари. Во однос на додатоци на исхрана, затоа и прашав дали зема терапија, бидејќи сепак пациентот зема терапија кој што до некаде ја разредува крвта и спречува да се создадат нови тромби. Тука во однос на додатоците во исхрана мора да бидеме малку повнимателни, бидејќи кај пациентите со ваков проблем можеме да делуваме само со одредени антиоксиданси кои што во моментов ќе ја подобрат циркулацијата, ќе ја подобрат еластичноста на крвните садови, така да препарати кои што во себе содржат омега, ресвератрол, кои што содржат одредени антиоксиданси, само ќе му подпомогнат и им ќе му дадат малку повеќе енергија покрај сите овие лекарства кои што ги зема пациентот, а при тоа нема да направат штета кај во тековната терапија. Така да можеби Г132 плюс како комбинација каде што имаме вакви антиоксиданси, ресвератрол и екстракт од брокола може добронамерно да го препорачаме кај овој пациент и тоа во превенција, да, по една капсула во текот на денот наутро на гладно да се земе пред да се почне тековниот дел и целото на терапија што пациентот треба да ја земе. За болките во мускулите денеска ни не кажавме, но еве провокација и покана веќе следната емисија можеби тоа да го третираме и да ги презентирате аспектите и на оваа тема. Ви благодарам за денес. Така, ви благодарам за поканата. Поздрав и секое добро вам и на вашите колеги во ДНА Анифарм аптеките, каде што магистар фармацевт Билјана Божиновска е менаџер, повелете во трговскиот центар Капитол во Скопје и на селбата Хром исто така во Скопје. Поздрав до утре и секое добро.